Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов повторно упати апел до четворицата лидери на најголемите политички партии во Република Македонија за помирување, а овој пат како добра прилика ја гледа свеченоста за канонизација на мајка Тереза, која што ќе се одржи на 4 септември во Рим. Шефот на државата ќе ја предводи делегацијата која што од Република Македонија ќе присуствува на овој свечен чин, како што кажа и ти веќе тројцата лидери на ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, Никола Груевски, Зоран Заев и Али Ахмети, ја прифатија оваа покана и ќе присуствуваат на канонизацијата. Се очекува уште одлуката на лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи. Исто така јасно е дека на овој свечен чин на прогласувањето на мајка Тереза за светица во Рим ќе присуствуваат и министерот за надворешни работи Никола Поповски, како и министерката за култура Елизабета Камческа-Милеска, исто така и делегација представници како од Римокатоличката црква во Република Македонија, така и од Македонската православна црква Охридска архиепископија, градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и член од семејството на мајка Тереза. Но она на што најмногу даваме, она што најмногу го потенцираме е тоа што поканата, односно од председателот Иванов до четворицата лидери на политичките партии, исто така за учество и веќе прифаќањето на тројцата лидери на оваа покана на Иванов. Во писмото кое што председателот на Република Македонија го испратил до лидерите на најголемите политички партии, Иванов повикува на обединување, повикува дека овој чин на канонизација на мајка Тереза е вистински момент кој што ќе го обедини светот и е вистински момент да ги обедини сите во Република Македонија. Председателот Иванов вели дека канонизацијата на мајка Тереза е момент кога што сите треба да заборават на политичките разлики, да го видат човечкото и човечноста во својот политички противник, исто онака како што можеме да живееме со најдлабоки и најголеми верски и етнички разлики, исто така сите да одново да научат да живеат и со идеолошките и политички разлики со нивниот противник. Председателот Иванов со вакви пораки за национално и политичко обединување се обрати до јавноста и до македонските политичари на прославата на двата Илиндени, доколку е подготвена оваа изјава да се потсетиме на дел од добрекањето на Иванов. Како што во 1941 се сплотивме за да се избориме за слобода и државност, како што во 1991 се сплотивме да прогласиме независност и сувереност, така и денес треба да се сплотиме за да ја зачуваме слободата и државноста, независноста и сувереноста на Република Македонија. Денес, повеќе од кога и да е порано, потребен ни е процес на национално помирување. На канонизацијата на мајка Тереза во Рим се очекува да присуствуваат голем број верници, но исто така покрај централниот свечен чин со кој што ќе раководи папата Франциско, ќе има и многу други свечености по повод канонизацијата на мајка Тереза, како во Рим, во Ватикан, така и во Република Македонија, особено во Скопје, во нејзиниот дом, во спомен куќата на мајка Тереза. Се очекува, уште еднаш ќе кажам, голем број верници да присуствуваат. Веќе кажавме дека и бројна делегација од Република Македонија. Канонизацијата на мајка Тереза ја најави, да потсетиме, уште државниот секретар на Ватикан Пјетро Паролин, кој што во март оваа година беше во посета на Република Македонија. Имаше средби со политичките лидери, со државниот врв. Председателот Иванов уште тогаш потврди дека и тој и голема делегација од Република Македонија на 4 септември ќе присуствуваат на прогласувањето на мајка Тереза за светица. Република Македонија заедно со Албанија и Индија како земите на потекло, на раѓање и на мисијата на мајка Тереза ќе заземат главен централен дел во оваа свечено за нејзино прогласување за светица. Да потсетиме дека и на беатификацијата на мајка Тереза, што е чекор пред прогласувањето за светица, исто така присуствуваа голем број верници во 2003 година под раководство на тогашниот римокатолички поглавар папата Јован Павле II на плоштадот Свети Петар во Рим. Беше извршена оваа церемонија за беатификација на мајка Тереза. Тогаш присуствуваа над 300.000 верници и бројна голема македонска делегација која што ја предводеше тогашниот председател на Република Македонија Борис Трајковски.